Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Професоре Лазаров, еве да искористам како историчар да ве прашам. Една од забелешките на договорот со Грција, но и на договорот со Бугарија, е дека Македонија на некој начин се откажува од дел од својата историја. И тие велат не може државата да се откаже од тој историски континуитет, бидејќи државата без историја нема ни иднина. Значи, вие се согласувате ли со тие забелешки дека еве конкретно на пример со врските во договорот со Грција каде што се уредуваат односот кон античка Македонија, дека така Македонија се откажува од својата историја? Па не би рекол дека баш така. Мислам дека јас имав едно интервју за 24 со Горас Чомовски. Не може и со Бугарија и со Грција, слично е нешто. Ние може да славиме заедно околу борбата против фашизмот. Мора да ославиме Кирил и Методи, писменоста која ни ја дал Кирил и Методи. Можеме за во верски поглед, можеме некои годишници, меѓутоа ние не може да го славиме Илинден со бугарите, да славиме Крушевска република или Гоце Делчев или тоа има аргументи, од аргументите, од документацијата, од вистината не може да се бега. Меѓутоа, има некои работи кај што, например, за некои крвави настани или за некои осуди јавни, треба сепак во учебниците посебно, тие се млади луѓе, слично така и за музеот, што е сега што барат ревизија на музеот, кај што се пренесуваат такви грозни работи кои остават лош впечатлок кај самите деца. Воспитно е негативно. А што се однесува до постарото минато. Александар Македонски се знае дека не бил грк. Како може тој да покори свој народ? Ако бил грк, нема да покори грчкиот народ. Има една логика, меѓутоа и тој е освојувач, тој е светска личност. Имаш Александрија, и во Каиро, имаш и во Америка, имаш насекаде и Александар името и многу имења. Не ни пречат тие. Ние можеме, нека тоа е една фигура која останува во историјата. Меѓутоа има настани за кои не можеме ние да премолчиме, кои не можеме да се откажеме од тие настани. Не може да се откажеме дека егејскиот дел на Македонија, не знам, знаете како почна граѓанската војна во Грција. За да се истисне руското влијание од Грција, отибејќи, јас кажав, има еден тајен документ што го најдов од дипломатскиот архив во Париз. Меѓу Тито и генерал Маркос, командант на грчката армија. Доколку победи грчката армија, Тито ќе го помага и материјално и со оружје, со се, и кога ќе заврши победата на демократската армија, генерал Маркос се обврзува дека ќе ја остапи на Југославија, односно Народна република Македонија, Костурска, Леринска и Водринска околија. Документи. Меѓутоа, ние во интерес на добрососедот со Грција се откажуваме од тие територијални претензии. Па со влегувањето на Македонија во НАТО и Европската унија, па ние доваѓа до духовно обединување на македонскиот народ. Овсите не е тројна поделба. Погрешно во науката постои тројна поделба. Не е тројна, четворна поделба. Значи, балканските војни донесува поделба на македонскиот организам меѓу србите, бугарите, грците и Албанија која е создадена од крајот на Првата светска војна, Балканска војна. Значи, четворна поделба. И ние се откажавме и со тоа ќе има слободен проток. Не само духовно, економско, социјално, културно, зближување, обединување на македонците од сите делови. Тоа е една голема придобивка, да не зборуваме за пазарот, за големиот пазар, за што кажува Наружен, за безбедниот аспект. Има многу предности кои одат во прилог на Македонија. Па знаете што значи бивша Југословенска република? Значи нешто што не постои, нешто што е мртво, што го нема. А ние постоиме и сега добиваме од една обкружување негативно, ние создадовме добри пријатели соседи и со влегување во НАТО, а потоа и во Европската унија, ние веќе одиме равноправно, ако сме мал народ, ние одиме равноправно со тие големи представници на големи сили. Да.
Професоре Ружен, денеска дојде интересна вест од соседна Грција. Вестникот Катемирини објави, случајно или не на денот на НАТО самитот, дека од Грција се протерани двајца руски дипломати. Тие се протерани поради образложението е дека направиле низа прекршоци во Грција, се обиделе да влијаат врз политиката, но наведено е дека проблемот бил и дека се обиделе да го обструираат договорот меѓу Македонија и Грција. Мислите ли дека Русија, која отворено се противеше на влегување на Македонија во НАТО, ќе остане со скрстани раце, ќе се обиде да направи нешто, како да речеме сценарието во Црна Гора, каде имаше обети за вооружена интервенција? Значи, од 99-та година, кога почна првото проширување на алијансата, нели, трите земји од Вишеградската група, па после тоа дојде Биг Бенг, она 2002-та најавен беше Биг Бенгот на 7 држави на група на аспиранти за членство. Уште во времето на Јелцин руската дипломатија реагираше дека се противи. Веќе во 2004-2005 кога практично на самитот во Истанбул се здобија со полноправно членство овие држави, исто така имаше силна реакција, бидејќи рече каква се ние имаме пријателски односи со алијансата, ние сме исто во програмата Партнерство за мир, вие доаѓате до нашите граници. Така што после тоа, како што забележавте, беше она реакција за Црна Гора, за да конечно пред известно време имавме две реакции. Мислам, една од понизок ранг реакција, една од Лавров, мислам дека беше, дека во случај на воен судир Македонија ќе биде цел на напади на Русија. Меѓутоа, ако дојде до тоа, мислам, не е најбитна Македонија, битни се многу по-сериозни држави кои што имаат и стратешки оружја и така натаму. Секако дека Москва ќе направи чекор, барем дипломатски. Ја мислам дека ќе реагира во смисла дека не гледа со големе симпатии на членството на Република Македонија во НАТО, но Русија во овој миг е многу повеќе заинтересирана за турско-руската економска амбиција, за гасоводот кој што ќе поминува кон Централна Европа, и од тој аспект некако како да намерно го маргинализира или пак чека да помине светското првенство во фудбал за да ги покажат своите вистински несогласувања со Македонија. А инаку исфрлувањето на странските дипломати може тоа една вид закаснета, задоцнета реакција на она што беше аферата, нали, со Велика Британија, дури и Македонија исфрли еден руски дипломат. Грција тогаш не исфрли, но сега еве посвестом исфрлува. Но како и да е, Македонија е сега на вистинската граница. Бидејќи Македонија граничи со Србија, која што од разбирливи причини, емотивни, историски, не сака да влезе, да стане членка на Алијансата. Македонија граничи и со Косово, кој што исто така не е членка. И како држава во безбедносната архитектура на Алијансата е мощна, значајна, бидејќи кога ќе се сетиме сега на новите форми на војување, опасности, враќање на джихадистите и така натаму, ние сме тука на браникот на Алијансата, но исто така и на браникот на Европската Унија. И затоа мислам е многу битно и за ЕУ, и за НАТО, што Македонија влезе во овој клуб. Иднината ќе покаже дека Македонија само може да има полза од овој насел. Инаку, во однос на историјата, видете, се сеќам на она реченица на американскиот дипломат, кој што рече: вие балканските народи создавате премногу историја за да после можете да ја конзумирате.
сите балкански народи тука се на мал простор. Некојаш е заеднички остилета, некој има посебно, некој е победен, некој е поразен. Мислам дека треба на историчарите да им го оставиме тоа прашање, да не се занимаваме многу со историјата. Факт е дека, како што вели професорот, можеби Александар Македонски не е грк, меѓутоа не верувам дека е македонец, иако се вика македонски, бидејќи ние сме дошли на Балканот десетина векови подоцна. Така што не сакам да навлегувам, само знам дека историјата направи големи штети на Балканот и дел од меѓуетничките војни беа резултат на историчарите и на црквата која премногу се меша во односите меѓу народите. Да. Илиовски, одиме со уште едно прашање за референдумот. Интересно е што референдумот за името во игра го стави пореднишниот премиер Никола Груевски. Се чини дека го употреби во момент кога беше притиснат после Букурешт дека прифатил промена на името во Република Македонија Скопје, која беше одбиена од грците. Тогаш го знаеме тоа, но тогаш тој ја исфрли таа идеја за референдум, таа опстои до денеска. Но денеска некако се чини прилично контрадикторно дека противници на идејата за референдум сега се јавуваат токму некои членови на ВМРО ДПМН или некои противници на промена на името. Се чини дека тој отпор го влечат од констелацијата на етникумите во Македонија, која за, која е против, па тука е и она игра со цензусот, но сепак како и да е, се чини дека ова не е лесно прашање кое следува, особено со цензусот кој е потребен, тие 50% излезност. Позната е поделбата на етничките македонци, тоа го покажуваат анкетите околу прашањето за промена на името, која е тука некаде помалку повеќе изедначена. Се чини дека следува тежок проблем за решавање со сите овие равенки непознаници околу референдум. Видете, идејата за референдум околу прашањето за надминување на разликите по однос на нашето име со Република Грција не е идеја која што беше само прокламирана од 2008, бидејќи малку и порано е исто така давана како идеја од други учесници во политичкиот живот во држава, но морам да кажам дека таа идеја од тоа што го имам забележано ја следи баш како што спомнате на висока поделеност и различно толкување на тоа што значи да се спроведе референдум за едно такво прашање на кое што ја засега целокупната да кажам на некој начин работење и функционирање на државата, иако реално од практична гледна точка не менува нешто многу. Зашто? Знаете, во теоријата на правото и државата, името на една држава е еден од белезите на таа држава, заедно со населението и со територијата. Затоа што тоа име понатаму се влече и моментот на државјанство, евентуално во некои држави тоа во еден период се поврзува и со националноста и со нацијата, но еден од белезите на државата. Зборам чисто правно поврзано ако гледаме работите. За да се спромени името на една држава, реално е дека треба да биде прашан највисокиот орган на таа држава. Но највисокиот орган на една држава не е ниту претседател на државата, ниту владата, ниту собранието. Народот. Тие се највисокиот орган во една држава. Бидејќи сите овие претходни кои што ги спомнав како органи, својата поставеност, функција и начин на работење и мандат ја добиваат токму од граѓаните, односно од населението на таа една држава. Сега, постојат, ако гледаме наназад, постојат различни стави по однос на прашањето за референдумот. Од тоа дека нема логика се спроведе референдум за прашање за кое што одлучува една генерација на луѓе во Македонија, а тоа ги ефектуира сите претходни генерации и сите идни генерации. Мене таа теза малку не ми е прифатлива. Зошто? Затоа што секое прашање доаѓа до момент на негово решање во определен временски континуум во кој што истото се појавува. Ако ние наназад гледаме колку генерации македонци живееле на оваа територија и колку ќе живеат понатаму, ниедно прашање не треба да го решаваме што е вака побитен карактер.
секогаш ќе треба да го влагаме или да кажеме немаме мандат да се произнесеме по тоа. Напротив, во овој временски континуум дошло прашањето за решавање кој што го имаме по однос на проблемот со надминување на разликите со нашиот јужен сосед Грција. И ние треба сериозно да му пристапиме на решавањето на истото. Еден од методите е, односно еден од чекорите и референдумот. И можеби е добро тој ист референдум да се спроведе и волјата непосредно граѓаните да се искажат по однос на тоа прашање. Но тој референдум се надевам, како што каже премиерот Заев, ќе биде обврзувачки, затоа што ако веќе идеме кон тоа прашање, многу е покоректно и поисправно да биде тој од задолжителен карактер или отколку консултативен карактер. Бидејќи можноста за таков референдум не е задоцната, без разлика што законот за ратификација на договорот е донесен во нашиот парламент. Законот за референдум и други видови граѓански иницијативи, заедно со посебниот закон што е за подпишување на меѓународни спогодби договори. Да, органот за спроведување е веќе организациона прашање. И ако веќе сте се одлучиле да спроведете таков референдум со задолжително действие, сулудо е да ги обструирате во институциите што треба да го спроведат тој референдум. Че навистина Зошто ние не направивме референдум, на пример, за промената на уставот кога беше Охридскиот договор? да е интересно прашање. Зашто? Затоа што народот можеби ќе гласаше против. Второ, ако го читавте договорот од Преспа, на почетокот тој не наметнува задолжително да се прави референдум. И остава можност. И Остава можност. трето, еве го рече вчера и Керим, се доцни во практично како да немаме време за одржување на референдум, така што овдека се отварат сега повеќе теории на заговор, што има, како има, дали нешто има некој договор, дали намерно пак овие одолговлекува, дали има некој договор и така натаму, меѓутоа тоа ќе оставиме за некој од другите емисии. Добро, знам само дека немаме веќе време за емисија, тоа е сигурно. Почитувани гости, ви благодарам на сите за учеството. Ова беше уште една анализа на телевизија 24 посветена на денешниот ден на самитот на НАТО и на поканата за Македонија. Вие останете во добро здравје, ви благодариме на вниманието и довербата и останете со програмата на телевизија 24.